Од следната недела ќе почне поставувањето дигитални бројачи на 50 од вкупно 250 јавни градски чешми на територијата на град Скопје. Оваа измена јавното претпријатие Водовод и канализација ја најави минатата година, а целта е да се спречи истекувањето на вода без потреба и да се знае количеството на потрошена вода. Ова го изјави директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација за време на гостувањето на телевизија Нова. Да. Значи имаме набавено комплетно нови 50 чешми од 250 кои ни се планирани. Ова тоа е од постапката која беше спроведена во 2016, во 2017 имаме предвидено уште 100 и така во следните години сакаме да ги промениме, на пример на Кеј Вардар, на Кеј Вардар или на пример во централно градско подрачје планираме да ги промениме сите чешми. Прво почнуваме од центар и од Кеј, кај што има најголема фреквенција на граѓаните, а потоа ќе одиме по сите општини кај што јавното претпријатие има поставено јавни чешми, што се наша сопственост, кои што се на некој начин гратис за граѓаните, водата е гратис за граѓаните, а да ги промениме сите тие јавни чешми и на овие чешми да поставиме бројачи. Што се однесува до најавата за подмирување на неплатени долгови за вода без камата од Водовод велат, мерката е во тек и ќе трае 90 дена. Корисниците кои имаат заостанат долг или редовен долг за вода, сега ќе можат да го исплатат на неколку рати, согласно со висината на долгот. Све зависи од висината на долгот. Значи, вие доаѓате кај во јавното претпријатие со ваши лични податоци, се вади финансова картица за останатиот долг. На база на заостанатиот долг се гледа колкав е долгот и се пресметува на колку рати ќе биде дозволено да го платите долгот без камата. Значи, пример, рековме на 4 рати, доколку долгот е од 10 до 30.000 денари, се плаќа на 4 рати. До 20.000 денари, доколку е од 20 до 30 се плаќа на 6 рати. И така натаму, од зависност на долгот. Раководството на јавното претпријатие Водовод и канализација ги брои последните денови од вселувањето во новиот објект, кој ќе овозможи подобри услуги за граѓаните, за кои ќе работат 15 шалтерски работници.